Јас, како еден од, да кажам, главните причинители за целата ситуација која што се случува моментално со кошарката во градот и за сето она кое што практично се случуваше во сите овие 3 сезони, каде што успеавме на некој начин да го поставиме клубот како име на географската кошаркарска карта во Македонија и кошаркарската мапа, каде што веќе 3-та сезона ќе се надпреваруваме во АВА лигата. Значи, сакам да ја информирам јавноста дека оваа година започнати се подготовките на првиот тим на Пелистер пред 2 дена. Официјално, значи можеме да најавиме дека од вечерва, после денешнава пресконференција, можат сите љубители кои што се на спортот кошарка во градот да го посетат на тренажниот процес, на денешниот тренинг тимот кој што ќе ги брани боите и ќе игра за клубот во нареднава сезона која што доаѓа 23-24. Ќе ни биде драго да има, значи, некој присутен, да ни даде на еден начин поддршка за сето она кое што престои. Во поглед на сето она кое што се планови, да кажам, во делот на почетокот и како се ќе престои во наредниот период, тренираме во Битола до 5 септември. На 5 септември заминуваме на Златибор, каде што ќе извршиме висински припреми со екипата, каде што благодарение, значи, на новиот спонзор кој што доаѓа во клубот, се поставуваат едни нови стандарди, каде што и во иднина ќе се потрудиме да ќе биде реализирано од овој тип на физички подготовки. Практично во периодот на физички подготовки ќе изиграме и 2 пријателски надпревари. На 7 веќе ни е договорено со екипата Чачак 94. На 10 септември играме со екипата на Сутјеска. Заради сето она кое што практично и во периодот од 11 до 14, доколку би биле во Битола, немаме услови да тренираме во салата, бидејќи ракометот има надпревар кој што е прво коло Чемпионс лига. Продолжуваме директно за Самоков, каде што со екипата на рилски спортист ќе изиграме 2 надпревари. Практично се враќаме во Битола на 15. Продолжуваме тука со тренажен процес и имаме најава која што е веќе потврдена дека екипата на бугарскиот шампион Балкан ќе биде наш гостин на 22-23 во Битола. И очекуваме почетокот на сезоната од 1 септември, како што е некоја најава за домашното првенство и првиот балон кој што се уште не знаеме каде ќе биде од 9 октомври. Она кое што во моментов можам да најавам се, за жал, ајде пак ќе кажам, повторување на некоја иста приказна која што била во минатото, создавање на нов ростер. Сите знаеме што значи кога ќе се промени целиот ростер на играчи. Значи ќе имаме 10 нови играчи оваа сезона, како што имаше и минатата сезона. Од ростерот кој што го имавме минатата година останува Андреј Маслинко и Иван Сапуджиев и Дарко